Добар ден уште еднаш од мене, Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и напоменав во најавата во Централниот дневник, правиме сублимат на економската година од мојата десна страна, Благица Петревски, извршна директорка на Finance Think. Благица, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ви благодарам на поканата. И Марија Дуковска-Павловска, генерална директорка на Макстил. Благодарам на вас за прифатената покана. Ви благодарам. Да ви кажете како помина годинава на економски план. Благица, ако во една реченица може да се оцени, да се даде оценка на економијата што веќе ја оставаме зад себе, на годината што ја оставаме зад себе, таа би била? Тоа би била макроекономски поповолна година гледано низ призмата на бруто домашниот производ, со притисоци и ризици кои доаѓа од страната на инфлација и низа на неизвестности од глобален аспект, со предизвици за следна година во делот на структурни реформи. Ово нека биде и почетна реченица и за вас, како представник на тешката индустрија, на големите фабрики кои што се неколку проценти во Македонија, како извозно ориентираните компании ја поминаат 25-та? 25-та година беше повторно вистински предизвик за бизнисот, за различни компании од различен аспект. Беше предизвик конкретно за Макстил, тоа беа по ниските цени, континуираното зголемување на цените на работната сила, притисоците кои што доаѓаат однадвор од регулативата, меѓународната регулатива која што е поврзана со нашето работење, така да генерално тоа беа притисоците со кои што се соочувавме. Меѓународниот фактор, работната сила тука, пазарите кои што треба да се освојуваат дополнително ќе бидат прашањата и темите кои што ќе ви ги поставам денеска. Институтот Finance Think редовно под лупа ги става сите владени мерки, сите економски случувања преку оние брифови кои што ги објавувате, дали е тоа на квартално ниво, дали е на месечно, дали кога се носи буџет или пак ребаланс. Да почнеме со инфлацијата, она што најмногу ги тангира граѓаните, а тоа е дека имаше неколку пати ревидирање, дали од страна на Народната банка, дали од страна на меѓународните финансиски институции, меѓутоа стапката на инфлација, она која што ја објавува Државниот завод за статистика, не попушти, речиси целата година се движи од 3,7 до кај 4,5%. Како ги гледате вие овие бројки и што ова значи за населението? Точно така, инфлацијата ја одбележа својата упорност во текот на целокупната година, иако имавме одредени месеци кога истата се намалуваше, сепак истата беше значајно волатилна и забележуваме со последните податоци дека имаме стапка на инфлација од 4,4%, кое што е одредено забрзување во однос на претходните податоци од 3,8%. И сега тука имаме два аспекти кои се значајни да ги анализираме. Прво, што ги движеше последните податоци од 4,4% и сликата во текот на целокупната година. Ке последните податоци, ако стапката на инфлација забрза, значајно е да се забележи дека истата е движена од некои специфични продукти во делот на храна, како што се масло, јајца, месо, кои што пак доаѓаат од одредени глобални поместувања на понудата, но она што е значајно да се забележи истовремено е дека базичната инфлација, тоа е стапката на инфлација кога ќе ги изземеме храна и енергенси, и понатаму е упорна на 5,2%, што значи дека притисоците кои доаѓаат од домашната сцена и понатаму се присутни. Во текот на вкупната година, особено оваа базна инфлација е таа која што загрижува, каде што во еден полувременски период останува над вкупната инфлација и главно е притискана од страната на побарувачката, која што пак во текот на цела година е придвижувана од реалниот раст на платите и во делот на пензиите, каде што во целокупната година забележавме раст на платите 8,8% мината годинава околу 6% реален раст, а истовремено пензиите порасна и тоа ја движи вкупната потрошувачка и тоа е всушност еден дел од вкупните ризици кои што ја креираат инфлацијата да биде упорна, инфлацијата да биде леплива, што пак оневозможува и вкотвување на инфлацијските очекувања. Тоа значи дека ако вие имате очекувања на повисока стапка на инфлација, автоматски влегувате во преговори за повисока
повисока плата и повисока пензија, и тоа го доведува ризикот од инфлаторната спирала да биде отворен. Во моментот на страната на монетарната политика е исклучително рестриктивна и очекувам дека таква ќе продолжи да биде се до моментот додека ја забележуваме оваа упорност на инфлацијата, но истовремено тоа се јасни сигнали за голема предпазливост во делот на фискалната политика, особено во делот на растот на платите и на пензиите, кои што се одредени препораки за следната 2026 за кои верувам дека ќе дискутираме понатамошно. Околу основната каматна стапка која што е на околу 5,5%. Тоа е одраз на банка, од друга страна власта не објавува нови мерки за зауздување на ценовните шокови. Како тоа може да се искоментира? Видете, во текот на цела 2025 година ние имавме неколку обиди со замрзнување на цените на храната. Меѓутоа резултатите покажаа дека додека се овие мерки на сила, инфлацијата има забавување и има намалување одредено на цените, меѓутоа штом овие мерки истечат, ние имаме јојо ефект, односно ние веднаш ги враќаме, дури цените растат побрзо од она што е било намалувањето, така што се нетираат вкупните ефекти. И од тука вкупните препораки беа дека таквите политики треба да бидат напуштени. Во моментот на сила треба да бидат механизмите кои што постојат на рестриктивна монетарна политика која е во моментот во функција и предпазлива фискална политика, се со цел да се зауздаат оние притисоци кои доаѓаат од страната на побарувачката. Заврши економско-социјалниот совет, тоа ќе биде следното прашање за вас денеска околу 1 часот. Кои беа најголемите предизвици на тешката индустрија? Со што се соочивте оваа година? Морам да кажам, значи оваа година инфраструктурните работи ни беа едни од најголемите предизвици. Што поврзано со инфраструктурата? Прво, недостатокот на вода во текот на летните месеци. Тоа ни предизвика на неколку пати застој и комплетен прекин на производството во целиот тој круг на поранашна железара, не само на Макстил. Така да тоа беше многу сериозен проблем. И уште еден повторно поврзан со инфраструктура се случи поголема кражба во рамките на железара на кабел за струја и се доведовме во ситуација да биде комплетно прекинат процесот на производство, комплетно процесот на работа некои 7 дена на целиот тој комплекс, што предизвика значителни загуби во работењето на компаниите. И уште еден виновникот се најде? Да, благодарение на нашите, мислам, компанијата која што не обезбедува во соработка со Министерството за внатрешни работи, бидејќи реагиравме на највисоко можно ниво, затоа што е малку оставен во овој момент цел тој комплекс незаштитен и многу ранлив на надворешни некој посегнал по имотот на компанијата. Да, по имотот на компаниите таму. А со водата не беше? Со водата, значи заради во летниот период, заради недостаток на вода, нема доволен доток не стигнува едноставно вода. Притисок нема доволен притисок да стигне до капацитетите кои што нас ни се потребни, има како акумулационо езеро во тој дел. Не доаѓаше воопшто вода до таму. Заради од објаснувањето до она што разговаравме со водовод во тој период е дека едноставно заради прекомерната потрошувачка паралелно и нелегалните и легалните приклучоци не можеше да има доволно вода за индустријата. Да, ми текнува дека половина гази баба железара, тој дел таму со месеци нема вода за пиење. Да, нема вода за пиење, дополнително индустријата и во истиот период беше тоа. Се надевам дека, значи, ние ќе од наша страна ќе се преземаме соодветни мерки за да можеме да тоа го надминеме сами, да не зависиме едноставно од централното водоснабдување, меѓутоа мислам дека има доста можност за корекција и за разумна потрошувачка на вода, откривање на илегални приклучоци, малку воведување на ред во целата таа работа и само накратко уште една работа инфраструктурна би ја споменала
спомнала како предизвик, тоа се македонски железници, поточно оперативноста и неоперативноста на функционирањето на македонски железници. Имаме добра соработка, но останува проблемот функционирањето на самата на транспортниот сектор што е имањето на локомотиви кои што ќе можат да вршат редовен навремен транспорт и така натака, така да тоа се баш трите области кои што ни беа клучни предизвици. Можете да видите дека предизвиците се најчесто овие што доаѓаат од надвор, бидејќи внатре сме фокусирани и работиме колку што можеме и што можеме да подобриме во секој еден сегмент од работењето. Меѓутоа, кога ќе дојдат вакви надворешни фактори каде што немаме директно влијание, мораме да наоѓаме различни алтернативи и така да тоа беа навистина предизвици. Колкав процентот извозот вие со железнички сообраќај? Намален е сега, не би знала во моментов точно да ви кажам точна бројка колку ни оди преку железница. Битно е процентот и трендот се намалува низ текот на годините заради доверливоста на овој тип на транспорт. Мораме да наоѓаме варијанти и да одиме со камионски транспорт. Го спомнав економско-социјалниот совет, од она што се знае дека трите члена во економско-социјалниот совет, работодавачите, синдикатите и власта не до заедничко решение за зголемување на минималната плата, а и, како што рековме, нема активни мерки во иднина во однос на зауздување на инфлацијата или пак она што се бара за намалување на ценовните шокови. Синдикатите бараа 600 евра минимална плата, тоа е многу одскокнување за власта и за работодавачите. Синдикатите најавија нови мерки, нови чекори што би се случувало, тоа ќе го дознаеме конкретно утре, бидејќи во исто ова време ќе го имам претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, па ќе разговарам на таа тема со него. Вас ве прашувам што му треба на македонското стопанство сега, како да се дојде до таа поголема продуктивност што ја бара работодавач. Јас би се надополнила и на она што директорката на Макстил веќе го дискутираше. Продуктивноста сметам дека ни е едно од најклучните предизвици во македонската економија и доколку тука успееме да продуцираме посериозни реформи и продуктивноста да ја подигнеме, тоа ќе реши навистина неколку аспекти. Прво ќе ја реши аспектот на повисоки плати кои што треба да стигнат. Вториот аспект е ќе заузда можеби посериозно инфлацијата како аспекти и третиот аспект ќе придонесе за повисок економски раст. Ако се вратиме на податоците кои што ги располагаме за продуктивност, ние во текот на оваа година имавме една одлична студија со Организација на работодавачи на Македонија, каде што тотму ги испитувавме кои се двигателите на продуктивноста и како стоиме со тие податоци. Ако податоците ги погледнеме, во принцип, кога ние размислуваме за продуктивноста, главниот фокус е на продуктивноста на трудот, односно колку по единица човечки капитал ние произведуваме, меѓутоа продуктивноста е малку поширока, но ако ги погледнеме и овие аспекти на продуктивност на трудот, во период од 2 децении, ние сме имале раст на продуктивноста во просек годишно по 1,2%, што не е доволно. Значи, ако се споредиме со земјите од Централна и Источна Европа, ние сме на дно по раст на таквата продуктивност. Например, на Србија, Албанија, Босна и Херцеговина имале удвојување на овој раст. Ако го земеме само вкупно приватниот сектор колку растел, во овој дел има нешто подобар просек од 40% вкупно во споредба со вкупната продуктивност на трудот каде што е вклучена и јавната администрација, меѓутоа тоа е далеку од доволно за ние да може да придонесеме и кон побрз раст и кон повисоки плати. Во нашата анализа ние се осврнуваме малку повисоко на вкупна факторска продуктивност, каде што не е доволно само колку труд имаме и колку капитал имаме, но колку ефикасно ние ги користиме. И тие податоци даваат една многу фрапантна слика за колку и надворешните фактори влијаат врз вкупната продуктивност на компаниите. Она што беше споменато во делот на инфраструктура, тоа го покажуваат тука и резултатите дека инфраструктурата, подобра инфраструктура, не само патна инфраструктура, туку и инфраструктура која значи, например, детални урбанистички планови, бирократијата на институциите за вие да ја подобрите вашата интерна структура, се значи дигитализацијата, претпоставувам.
апсолутно дигитализацијата, меѓутоа еден од факторите кој што никогаш не бил донесен до линија со продуктивноста се покажа како најзначаен, дури и позначаен од инфраструктурата е корупцијата. Корупцијата е сериозен фактор кој што влијае на многу ниска продуктивност, вкупната бирократизација која што постои, неефикасноста на институциите сериозно ја поткупуваат продуктивноста. Понатаму втор фактор беше пристапот до финансирање кој што пак различно влијае на големите и на микро и мали компании, но исто така за продуктивноста влијаат и други аспекти кои што доаѓаат од внатрешен аспект, каде што идентификувавме дека извозно ориентираните компаниите кои што се водени од странски инвестиции имаат многу повисока продуктивност во однос на домашните компании, каде што тука се гледа влијанието на потребата за да ги запазиме одредени стандарди кои ги наметнуваат странските купувачи. Така што темата за продуктивност е многу длабока тема, може да има сериозни позитивни влијанија, но истовремено не е тема која може да ја решиме со козметички мерки, туку напротив нас ни се потребни сериозни длабински реформи кои економијата треба да ги претрпи. Виковска, од 1 јануари Европската унија бара воведување на друга такса која што ќе значи поскапи ваши производи на европските пазари, а тоа е бидејќи се произведени со енергија од фосилни горива. Колку тоа ќе ги поскапи вашите производи и како ќе постапите, ќе се бараат трети пазари, ќе се бара помош од државата, што ќе се прави, ќе се бара под зелена енергија. Вака, значи, не е само околу овој дел, тоа е, значи, она прекугранично јаглеродно оданочување, за таа такса станува збор. Не станува збор само за електричната енергија. Електричната енергија, бидејќи кај нас е голем дел од трошоците, секако и како влијае на овие новие бројки и показатели, но тоа е всушност анализа на целокупниот процес на производство и колку целокупниот процес е зелен. Поточно, каков тип на енергија користи, каков тип на производство има и така натака. Значи, ние како Макстил, ние сме во светски рамки од прилика 29% од компаниите користат електролачна печка, тоест печката што ние користиме. Во производство користиме исклучиво старо железо и енергенсите кои што ги користиме се електрична енергија и природен газ. Тоа значи дека од тој аспект сме во предност. Да, од друга страна ќе се зголемат за оваа такса, ќе се зголемат цените на производите, но ќе бидеме во многу поголема предност од сите оние други кои што произведуваат со високи печки и не се вака зелени, да кажам, како нас, како нашиот производ. Она што е предизвик во целата оваа работа е точно дефинирање на законската регулатива и точно дефинирање на барањата, поточно и од аспект на Македонија, меѓутоа и од аспект на Европска унија, како ќе оди целото тоа плаќање, искажување во моментов кој искажуваме во самите фактури кои што ги доставуваме до нашите купувачи, меѓутоа се уште е некако лебди, а еве доаѓа јануари и треба од 1 јануари да се задолжително да се прикажува, а плаќањето па е предвидено на средина на 2027 година. Позитивно, повторно ќе кажам за Макстил е што направивме предверификација на овие бројки со комплетно независна надворешна компанија која што дојде и ни направи предверификација на податоците кои што ги имаме, кои што влегуваат во таа калкулација за прекугранична јаглеродна емисија. Со кратки зборови Макстил не загадува? Апсолутно да. Макстил не загадува. Сега најактуелна е таа тема во јавноста, се најавуваат и протести кај големите фабрики. Не, отворени сме, значи не загадуваме. Отворени сме за сите кои што сакаат да дојдат. Многу често пати знаете надворешен на податоците за јаглеродни емисии, тоа е надворешна компанија, а исто и издувните гасови се има континуирано мониторирање. Значи она што на многу често во последно време го кажувам, значи ние продаваме отпад, тоест од она што ни останува процесот на производство како нус производ, да кажеме, и тој прашината која што излегува од нашите од оджаците се собира во вреќи и таа ја продаваме. Значи тоа е наш
за нас представува вредност и тоа е нешто кое што не оди во воздухот. Така да со сигурност можам да кажам од почеток на производство од влезот дека користиме само стара железо, работиме на струја, работиме на газ, до кое што се трудиме да нус производите кои што ни остануваат од самиот процес на производство ги продаваме. Така да буквално ова е еден типичен пример за циркуларна економија. Колку би поскапеле вашите производи? Со оваа мерка на Европската унија? Првичните, вака сега, има различни калкулации, она што е како првична калкулација е некаде од 10-13 евра до 40 евра. Повторно ќе кажам, не од производот, зависи како ќе се калкулира и како ќе биде понатаму дорегулирано во подзаконските акти на Европска унија. Така да од тоа ќе зависи најмногу и од тоа ќе се знае точно за колкав износ би поскапела нашите производи. Петрески, ја спомнавте корупцијата, статистика, Државниот завод излезе пред една недела со еден фрапантен податок кој што вели дека 100.000 лица работат на црно. Во студиово имав професор по трудово право кој што тврди дека се и повеќе. На кого му одговара, сакам да ве прашам и вас, работата на црно? Да, сега допирате до темата на сива економија, втората тема која представува рак рана за нашата економија, која што не од сега, не се провлекува децении, меѓутоа некако не успеваме со истата да се справиме. И тоа се случува во 25-та кога на глобално ниво се бара работник повеќе. Да. Затоа прашувам на кого му одговара, на тој што треба да нема ни здравствено ни пензиско, ниту многу е комплексна темата, затоа што сивата економија во делот на непријавениот труд може да биде целосно непријавен труд, каде што лицата целосно работат неформално, немаат никаков усмен писмен договор, не се осигурани, или да биде подрепортиран труд, односно лицето е формално вработено, има договор, меѓутоа платата на која што е осигурена и на која што се уплатува при донеси е многу пониска од реалната, затоа што добива дополнителна плата во плико, или бројот на часови на кој што е осигуран е помал од реалната фактичка состојба. Во моментот посериозен проблем не е овој вториот, каде што имаме подпријавен труд. Лицата се во систем, меѓутоа се подпријавени, но податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека бројот на неформално вработени се зголемува. Ако ги гледаме вкупниот број на податоци, ние на пазар на труд ќе забележиме дека вработеноста се зголемува, но овие податоци во делот на неформалниот труд упатуваат дека вработеноста е движена од неформално вработените. И да ви одговорам директно на прашањето, значи оваа состојба не е во интерес на никого од оние кои што се вклучени. Прво, на формалната економија е сериозен предизвик како да се справи со таа неформална економија, затоа што ги прави недоволно конкурентни, се борат со нелојална конкуренција. Вториот аспект на самите вработени кои што се вклучени во неформална економија исто така не им одговара, затоа што можеби во моментот приливот до ликвидни средства е многу позначаен, особено во услови на висока инфлација, каде што секој гледа како да го помине месецот и како да ја преживее годината, но долгорочните реперкусии се врз колкава пензија тие лица ќе земаат. Или не може да се разбере да треба на лекар. Ако се целосно не осигурани, доаѓаат и другите предизвици по основ на лекување, по основ на повреда при работа и низа на предизвици. Третиот оштетен стейкхолдер е државата, каде што на годишно ниво вкупно, само од вкупна сива економија се околу 700 милиони евра непризнат, неприбран доход, а само од делот на затаен даноци по основ на труд се околу 200-250 милиони, што е сериозен предизвик. Во моменти кога имаме, зошто ова се случува, ние имаме структурни проблеми на пазарот на труд, имаме недостиг на работници, особено во делот на угостителските дејности, во делот на услужните дејности, туризма. Тие се аспекти, тие се некои сектори кои што предничат во делот на сивата економија и во такви услови на непостоење на недоволен механизам од друга страна на контрола, например, на лица кои што се под социјалната капа, односно имаат на минимален гарантиран доход или други поволности, каде што тука не се санкционира доволно, тие лица
се втурнуваат во сива економија. Дополнителни предизвици се во делот на координација на трите инспекцијски служби, каде што во моментот тие прават напори, меѓутоа координацијата помеѓу трите инспекцијски служби мора да биде повисока. Третиот аспект се некои поволности кои се во делот на формализација на трудот, особено кај микромали вршители, каде што работат некогаш половично во сива економија, половично во регуларна и формална економија. И тука не е можеби главниот предизвик дека тие навистина сакаат неформално да работат, колку што едноставно профитабилноста им е на тоа ниво. Така што за справување со сивата економија, слично како и кај продуктивноста, потребни се сет на мерки кои што ќе бидат навистина длабински, меѓутоа и координацијата помеѓу сите оние кои што се засегнати, започнувајќи од инспекцијските служби, па се понатаму до вкупниот систем. Индустријата континуирано има намалување на бројот на работници. Како вие се снаоѓате со квалификуван кадар? Не е омилено место за младиот човек да работи во фабрика. Да, можете да замислите во период кога гледам дека и сервисните индустрии, значи банки, ревизорски куќи се соочуваат со проблем со кадрот, можете да замислите како е тоа во индустрија, посебно во производство, како е во црна металургија, каде што воопшто не се едноставни условите за работа. Значи тоа се тешки услови за работа и млади луѓе многу малку сакаат да дојдат. Има една интересна вака статистика или она што го гледам, кога ќе дојдат, доколку не се откажат веднаш, не си одат потоа. Има друга драж, има друга убавина. Јас познавам лично млади луѓе кои што работат во фабрики и знам, нивното искуство го знам. Сакам да ве прашам вашето. Да, значи тоа е едно друг тип на искуство е работењето во фабрика. Тоа е комплетно различно од услужна сервисна дејност и така натака. И едноставно доколку човекот е таков и го сака тоа, мислам дека останува. И друго се тие фабрики, друго се преработувачка индустрија, на пример, така? Да, комплетно различно е работата. Знаете како, на човек убаво му е и е здраво за психата кога го гледа резултатот на тоа што го работи. Во процесот на производство веднаш се гледа резултатот. Јас знам денеска кога ќе дојдам на работа, зборувам од аспект на еден вработен во производствен погон, знам кои се моите обврски, го гледам. Јас го гледам течниот метал кој што се создал со топење на железо. Јас го гледам слабот кој што гледам како се произведува и како оди низ целиот процес на производство. И тоа дава една друга убава нота на целото тоа работење. Го учат кај вас во фабрика или доаѓа спремен кадар? Сега ова е тешко прашање, тоа е поточно кога го поставивте прашањето, кажавте квалификуван работен кадар. Многу е тешко да се најде квалификуван. Затоа попрашувам сега. Ете така, многу е тешко да се најде квалификуван работен кадар. Значи мора и се фокусираме на интерна обука до обука на вработените кога ќе дојдат во рамките на компанијата. Се надевам ќе можеме да разговараме повеќе во следниот период, отвараме интерна академија каде што ќе обучуваме вработени, натаму не постои друга варијанта. Знаете, од друга страна и тешко е да се објасни со одговорните инженери во производство. Викаат, не ми треба ваква едукација. Значи нема, не постојат, не се запишуваат, не знам, во моментов, например, и во континуитет, најдефицитарни ни се електричари и бравари. Не се запишуваат во тие средни училишта, или има по неколку, или продолжуваат после тоа во високо образование. Значи даваме стипендии и на средношколци и на високо образование, меѓутоа натака одиме во од аспект на да има интерен развој вработениот, интерна едукација, преквалификација интерна и да отвориме колку плата земаат овие професии? Не мора кај вас општо во струката? Во овие што се па значи зборувам за нето плата сигурно некаде околу 40-50 илјади денари сигурно имаат нето плата. Сакам да ве прашам и за солидарниот данок. Уставниот суд реши дека не е уставен она што го плативте како данок на солидарност во пандемијата, сега чекате поврат.
Како се договорите со владата? Да, значи имавме соработка со Министерство за финансии. Овој данок, знаете, 2003 година го плативме врз база на остварените резултати од претходните години. Идејата беше оние кои што заработиле од да платат цените. па се вратат тие пари во економијата, меѓутоа ништо не искочи. Не, и друго беше, идејата беше за оние што заработиле профит заради цените на енергенците кои што ги има. А ние таа година 2022 и всушност највисоки цени на енергенците плативме. 600 евра за мегават час. Во ми текнува. Да, точно. Тоа беше некаде септември 22, тоа беше пикот на најголемите трошоци и на крај излеговме и компанија која што и плати еден од поголемите износи на солидарен данок. На неколку пати разговаравме со Министерство за финансии, генерално ги договоривме работите, ги договоривме условите, треба да се планира исплатата ке од следната година во неколку наврати, се надеваме дека тоа ќе остане така да биде. Брзо ги поставам прашањето, пошто ми сугерираа дека имаме уште неколку минути. Што ќе значи за вас крај на војната? Ете сме во постојани преговори на глобално ниво, има преговори за крај на војната помеѓу Русија и Украина. Што тоа ќе значи за големите фабрики во Македонија во однос на пазарите, зборувам? Во однос на пазарите, па прво вака се очекуваме намалување на енергенците, барем да се вратиме на нивото кое што беше пред 22. 22 ни беше многу шокантна година за индустријата. Војната, енергенците, значи пред 22, значи 2020 година ние сме плаќале 60 евра за мегават час, во 2021 118, во 2022 средна цена зборувам, значи имаше достигнато и 600, значи 288. Пред да биде реализиран пазарот е тоа со 60 евра мегават час. Да, така. И сега некаде сме од прилика 107 евра мегават час просечно годишно зборувам. Сега има месеци, зимските месеци не е повисок повисоки се цените, додека во летните месеци заради користењето на сончева енергија, и цената и струјата која што влегува во системот е со пониска цена. Што очекуваме со Украина, значи прво доаѓање на цените, не знам дали да кажам на ова ниво пред 22, но барем приближно да дојдеме до таму, тоа би ни помогнало, тоа би значило многу. И секако отварање на нови пазари, секако ќе има доколку заврши војната, се надеваме нели дека ќе заврши, ќе има доста градење, така да и се очекува да имаме повеќе испораки во тој дел. На 10 дена до крајот на оваа календарска година 60% е реализацијата на капитални инвестиции. Барем така покажува извештајот на Министерството за финансии. Во вашиот последен бриф во однос на предлог буџетот кога беше, ја пофаливте Министерката за финансии дека помалку планира до година, да има некаква пореална слика во однос на тоа. Точно така, капиталните расходи низ годините гледано секогаш биле тема која што се сакало да се представи буџетот, дека во моментот ги имаме историски буџет, имаме зголемување на капиталните расходи, меѓутоа реалноста била дека секогаш капиталните расходи биле први на удар кога имаме кратење на истите и истите се реалоцираат во тековните расходи, затоа што и низ годините сме покажале дека едноставно нашиот капацитет за реализација на капитални расходи е толкав. Она што во новиот буџет е прва промена и која е истата позитивна е дека во следниот буџет капиталните расходи се пореалистично реализирани и од тука треба да се фокусираме повеќе на целосна реализација на така буџетираните капитални расходи и квалитетна реализација, односно да дадат сериозен ефект на проектите на кои што се реализирани. Вториот аспект, добар, позитивен на буџетот е во пореалистичната проекција
проекција во делот на бруто домашниот производ и на инфлацијата како стартни основи, но понатаму во делот на проекција на буџетските приходи и расходи, иако како бројка се реалистични, сепак истите се дизајнирани на претходната базна основа, односно тоа е основата за 2025 година, а 2025 година, апелиравме уште мината година, има амбициозно дизајнирани приходи, што понатаму ги става под ризик реализацијата на вкупни приходи за следна година. Делот на критиките од друга страна, која што може да бидат на дизајнираниот буџет, е понатамошен раст и на платите и на пензиите, кој што е значајно и на вкупниот раст, над вкупниот раст на расходите, меѓутоа и над потенцијалот на економијата, што пак креира инфлаторни притисоци, кои што и на самиот почеток има одредени аспекти буџетот поместувања поструктурни, меѓутоа се уште за посериозна фискална консолидација потребни се подлабински реформи, каде што верувам дека во моментот владата се најдува во една покомфорна позиција, земајќи предвид дека има апсолутната власт и на централно и на локално ниво. Сметам дека моментот за похрабри чекори одлуки, за посериозни реформи и на расходната и на приходната страна е во моментот и во текот на следната година. Во 20 секунди веќе ми сугерира дека мораме да завршуваме. Кои се очекувањата на тешката индустрија за 26? Тука се и корпоративниот данок, да не го заборавиме, кој што дали ве тангира или не ве, почнеме со тоа. 20 на секунди ве молам. 20 на секунди. Ако треба да издвојам, значи корпоративниот данок, секоја година ангажираме надворешна компанија за да провери и да види дали спаѓаме во исполнителите или треба да го платиме, така да тука ќе видиме, мислам дека оваа година ќе влеземе во компаниите кои што ќе треба да го платат овој данок, но она што е загрижувачки за следната година, тоа се најавите за преполовување на тековните квоти за увоз на челик во Европската унија, преполовување на тековните квоти и над тие, кога ќе се надминат овие квоти, дуплирање на царинската стапка. Ова е многу сериозна тема. И доколку ова не биде решено на политички начин, поточно на ниво на држава, да се успее да се испреговара, барем да имаме квота за самата држава, што би било многу позитивно за нас, тогаш се друго што и да разговараме нема никаква смисла, бидејќи тоа буквално ќе ни го уништи нашето производство. Зошто? Затоа што произведуваме ние за директно запознати купувачи и не можеме, големите компании ќе завземат квотата на почеток на квартал и во тој случај нема да остане ништо и тоа е еден многу сериозен проблем кој што го имаме издигнато на повисоко ниво и веќе разговараме. Кои биле последиците? Последиците, не би сакала да кажам сега буквално преполовување, да не речам и затварање на производство. Значи многу е сериозно. Петрска, молам и вие со 20 секунди ваше гледиште до 26-та. Што треба да се направи? Така, 2026 година нашите проекции за економски раст се 3,8%, инфлација од 2,7%. Овие во делот на бруто домашниот производ истиот ќе биде понатаму продолжен со движењето од инвестициите кои што се започнати во годината, интензивирање на оние инфраструктурни проекти. Приватната потрошувачка ќе биде значајна, меѓутоа очекуваме да забави истата, а земајќи предвид потенцијалот и проекциите за инфлацијата, очекуваме дека вкупната реално како ќе се почувствуваат овие бројки ќе бидат поповолни за граѓаните и вкупно за компаниите. Ти благодарам многу, благодарам на двете што бевте денеска мои гостинките. Почитувани со овие информации го завршуваме денешниот аргумент плюс, се надевам дека и денеска го задржа вашето внимание и ви благодарам на довербата. Останете со телевизија 24, од мене пријатно.